Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва гостин кој бил десна рака или главен советник на првиот ВД амбасадор на Америка во Република Македонија Виктор Комрос, бил главен советник на Љупчо Ордановски кога е председател на Македонскиот парламент, бил главен советник на Владо Бучковски кога е премиер, заедно со Владо Бучковски бил дел на екипата на последниот македонски политичар кој бил присутен во овалната соба во Белата куќа, бил втор човек во ЕВА на Македонија, бил дел на екипата која требала да направи четврти мобилен оператор, бил дел на екипата во една од клучните осигурителни компании во Република Македонија, правил бизнис во Турција и е човек кој е многу присутен во македонската јавност. Албанците го сметат дека не е доволно нивен, бидејќи не говори албански. Македонците го сметат дека не е доволно нивен, бидејќи сепак албанец со одредени во наводници фабрички грешки. Има што да каже. До сега сме имале 2 интервјуа, биле тврди интервјуа, до работ на заминување, до работ на станување. Вечерави интервју со Агим Јунус трае некаде 63-64 минути. Прв пат говори за делот од неговата кариера кој сака да го скрие. Постојано потенцира дека е дете на асфалтот, дека е крик на јавноста, крик на граѓаните, а без малку повеќе од половина кариера му има поминато со учество во политиката, во јавниот живот, во близина со олигарси во Република Македонија. Една контраверзна лично, затоа се и такви контраверзни интервјуата со него. Пред гостинот на вечерта да го гледате, стиснете лайк, стиснете subscribe, станете мембари или користите опција membership на YouTube каналот Васко Ефтов за да добиете благовремена информација за се што се случува со каналот Васко Ефтов. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Агим Јунус. Добро вечер. Како сте, што правите? Не решено, 0-0. 0-0? Така е најдобро. Му реков на камерманот малце зелена нијанса, дај, бидејќи вие сте зелена агенда. Да бидам поубав. Не, зелена агенда, нели? Сте вамо дуи како победничка партија, вие бизнис и така натаму, мора некоја зелена нијанса да даде. Кај ти падна на памет? Ја и дуи. Едно време блиски бевте, не ги напаѓате. Јас сум близок со сите. Со сите? Со сите, ама баш со сите сум. И со секого имам мовет, со секого имам мерава и со секого можам да седнам на маса и пак на крај сум индепендент мисливац. Ќе видиме во интервјуто. Ајде да видиме. Кога не би бил јас тука, Карши Уште вас. не почнавме, почна проецираш. Да, кога не би бил јас Карши вас, кој било огледало. Одлично. Што ќе видите вие во тоа огледало? Будала. Што не кажате? Будала, која што се уште се секира за Македонија, која се уште ја сака Македонија, кој се уште се бори за Македонија, кој се уште чини све, ама буквално се, да биде конструктивен. Будала која цело време гледа да во секојдневието биде пример и за соживот, и за пријателство, и за дружба, и за услуга, и за контрауслуга, и за соживот на сите нивоа. Тешка будала, стока. Добро, еве, не мораш ти да кажеш дека сум стока, јас сам признав. 5-6 пати кажавте будала и еднаш-два пати Будала. кажавте стока. Мислам дека Иван Величковски толку често Северна Македонија во интервјуто не кажуваше колку што ви викате за Агим Јунус будала, колку што викате за Агим Јунус будала. Да, будала. Така се доживувате? Да, будала. Гледаш, никој не се секира, ти ќе се секираш. Мислите дека будала е знак на еквивалент со секирација или со нешто друго? Имам ја контрагатанка за ова, ама безобразна е. Боле да се чутам. Значи, еквивалент на што? Ти знаеш што значи јазик на фигуративност? Со јазикот на фигуративноста будала. Имаш разни будали, имаш позитивна, имаш негативна будала. Ние сме направиле колку 2 или 3 интервјуа изминатите. Да, и на двата интервјуа да имав пиштол ке тутебав. Да, така беше. Да. Јас мисля дека вие хороскоп нешто правите, дека се бавите со хороскоп, бидејќи многу работи ми предвидувате во пораките што ми ги праќате. Така, например, пред 2 години ми имате пратено порака, нели, со предвидување дека некој ќе ме убие. Да, па јас се чудам како не тутепа до сега никој. Да, така ми имате напишано. Частна реч, ја ти ка, ја гледам старите емисии, анализирам и налетав на сите прекинати интервјуа, се прашам бе како не тутепа уште некој. Убавото прави, ќе те прашам па како уште никој не те утепа до сега. Да.
повторно прашувам, а ти Знаете зашто? као ти мене со огледалото, вика се гледаш огледало. Ја не сум будала. Ја не сум будала и затоа не му тепуват. Ма ти си Паметни луѓе не тоа. Седи. Аги ќе направиме ли конечно една досадна емисија? Не направиме. Може ли зашто да правиме една досадна емисија? Не бај да правиме гледана емисија. Една досадна, Што сега да правиме? Една фина освен домакинска приватни работи. Освен приватни работи да не чепкаме, све друго може да чепкаме. Никош не сум прашал за приватни работи, не ме не интересира. Така иде зборот. Да, никош не ме интересирало. Изволте го, питај нешто. Наградно прашање, само на наградни прашања. Имате една изјава која велите, ја не сум албанец по професија. Да. И што точно мислите да речеме, кога ќе речете дека не сте албанец по професија? Значи вака, кога во секојдневието ќе влезеш во џубоксот на политичката, значи, папазијанија, ќе се соочиш со нешто што е многу симптоматично, а тоа е, јас станав одвратно досаден со една теза дека со етноцентристичка политика не одиме никаде. Македонија нигде не иде. Со водење на етноцентристички политики. И сега во секојдневието многу нешта се поврзани за тоа. Јас како албанец зборам, македонецот вика јас како македонец зборам, србинот јас како србин зборам, апострофирајќи дека тоа е уствари еден модел на политичар кој се бори за нешто ограничено во рамки на сопствениот етникум. Значи јас сум од секогаш сум бил за едно граѓанско општество со граѓански. Кај сте родени? Агим? Каде сте родени? У Скопје. И тоа, пази, од оваа или од таа страна? Јас сум четвртата генерација родена, син ми е петата генерација. Од оваа или од таа страна? Па кај се родени шиптарите, од Аде Вардар. Од таа страна, Да, егејците исто од Аде Вардар, ама во аутокоманда. Тие се доселени, вие сте нели староседелци? Вие егејците се доселени. Староседелци, па вие егејците се ко пакистанци, рефуџис. Не мора да сме ко пакистанци, можеме да бидеме ко сиријци, зависи како нели ќе се погледа. Можеме да бидеме како енглези што освоиле Америка, можеме да бидеме како британци кои освоиле. Абе реално гледано, вие егејците сте рефуџис. Исто како сиријците. Тодор Атанасовски велеше дека ние сме егејализирале Македонија, значи дека сме освоиле, дека сме окупирале Македонија, дека сме различни од македонците, бидејќи ако егејците ја егеизирале Македонија, тоа значи дека се различни од македонците. Значи има многу јадни македонци, некој ги албанизира, некој ги егеизира, некој ги србизира, бугаризира. Што правиме со правите македонци? Тие се антиквизира. Да. Да, виж не ми текна. Тие се антиквизира. Значи они нешто мора да им се случи, некој нешто мора да им прави. Некој нешто мора да им е крив у животот. Да. Значи вие од таа страна Вардар сте родени. Петта генерација. Син ми е петта генерација. Вие сте четврта, значи генерација. Да. 2021, 22 година ве тепаа тамо. Кој не тепаше? Па кај Чаир, поликлиниката, имаше во медиумите дека сте били. Кој ме тепал, ти не си го прошил кој што треба, лепото ја двојца ги степал. А вие ги степате. Пишуе тама, па читека што треба, се не ми мести жвачка. Ама тие ве нападнале, така? Да, бевна. Добро. Ќе ја преформулирам сега тезата. На едниот уширо, на другиот маваши и толку беше. Значи навежбан сте. Него. Навежбан сте. Дечко со асфалта бе. Да. А така сакате да се доживувате ко дечко од асфалта? Зашто се доживувам? Така се гледате, нели затоа ве Тест ми, ајде сега се тепам. Мислам извини, да, кога се погледнете во огледало, нели што рековме сто мене, така се гледа како дечко, значи чека, кој ти е фората со огледало? Сакаш да ме разобличиш или кој ти е мојти? А непријатно се чувствувате? Зашто непријатно? Па ако некој ве разобличи. разобличи. Нема везе, ја во огледало да се гледам, а гледајќи од тебе, па не се толку оружен ко тебе. Вие сега на пример употребивте формулација јас сум најголема будала. Па тоа беше првата фаза. Па второ дека сте дечко од асфалтот. Добро. Сега ти психоанализа ми правиш, така? Добро, едно интервју и во голем дел и психоанализа. Добро, бе, лепота. Цела кариера ја правите како глас на јавноста. Како глас на народот. Ово ти е добро речено. Тачно како вокс. Како крик. Се вика вокс попули. Популис. Да. Вокс попули. И кога ќе ве притиснат, како тој глас на јавноста, вие се повлекувате. Не се повлекувам. Јас само гледам дека сум сам, дека све се од позади, од мочка праени народ вика, дека сите псујат, викаат, прават ово, онако, ќе треба да се настапи, никој. Силен сте вака дека ве држи. Не сум ја силен, лепото моја. И после не, напротив, да беше така, ја после... Пред 2 месеци се извинувавте на Канал 5. А, на Канал 5 за другото, тоа е филм, тоа е игра една. А зашо се извинувате? У која што беше ради миру куќа, му се
извинив на Канал 5 за своето однесување А кој на во пример една емисија. Кој на пример ви прави немир во куќа за да мора да се извините? Па, еве сега ќе ти кажам. Целата финта со Канал 5 што беше? Јас во една емисија гостувавме заедно со нивниот директор Тие на... дури објавија, Аги Мјоно се извини на Канал 5 ТВ. Да, и затоа на што Мирчевски. употребував многу вулгарни зборови, затоа што бев непристоен. Извинувањето е прифатено. Да, затоа што бев непристоен, ја признам дека бев непристоен, употребував зборови Тука кои не се во не ред. ми личите на дечко од асфалта. Приди од Сабајло, ни ти не ми личиш на... Кој има и Степан од Вајца, кај поликлиника Чаер. Види бе, се фаќаме за глупости бе, види. Зависи како Тука си испо, како на кој си ногу устава ток дана. Клапнат, падна тука, се извинувате. Абе, ти си барам дечко од медиуми, гледаш дека е од телефон снимано, дека е криво, дека е вака, дека е така, да му еба мајка. Тешко ви едва изборите. Друже мој, што е битно бе сега? Дај, питај нешто суштински, дај нешто суштински одговор да ти дам на суштинско прашање, кога веќе се зезаме, кога ваќе настапуваме. Значи, прво, тргни го огледалото, ја не се гледам огледалото, гледам у тебе. Ако у тебе го гледам собственото огледало, ја толку барем ружен не сум ко тебе. Имате на 15 април, исто на Канал 5, дебатна емисија во само вистина со Страшо Ангеловски. Јесте. И Страшо Ангеловски се извинува, како вели почитувани пријатели, споделувајќи емисијата Само вистина, сакам да ви се извинам што е покрај сите мои обиди да ја кренеме емисијата на едно повисоко ниво и да дебатираме на сериозни теми, соговорникот мисли на вас. Добро. Со своето уличарско однесување и уличарски речник не го дозволи тоа. Тај сам. Те све што имам да кажам. Тај сам. И што сега? Петта генерација. Тај сам, градско од кај бараш ти од мене бараш пристојност, чајречко? Петта генерација. Поже, молим те. И добро, ако не сте албанец по професија, Добро. што сте? Василаки, што си ти? Не, јас ве прашувам, Не, што ја сте? вас контра Ако не прашање сте албанец по професија, што сте? Јас сум албанец по етничко потекло, а не по професија. Се плашите ли за државата? За оваа држава? Да, за оваа држава. Да, се плашам. Затоа што ја оваа држава ја сакам, ова е моја држава. Јас сум тука роден. Јас сум реален патриота, не сум декларативен патриота како 90% од вас, кои кукате Македонија, а самијата ја распаѓате. Кога се плашите, да речеме, тие ваши стравови, кога размислувате за тие стравови, не само за државата, Добро. што ќе биде, нели, федерализација, Добро, така добро. туку воопшто. Тие стравови ги размислувате на македонски или на албански? На шпански. Не се ве прашувам. Што ти е гајле на кој јазик? Прашувам. Реално на македонски. Зошто на македонски? Бејќи стравовите се нешто што е најисконско. Нешто што се случува без да сакате, без контрола. И тогаш вие сте вистинскиот. Кога зборуваме за стравови, не македонски. зборуваме за панични стравови. По-добри стравови. Ти поставуваш прашање страв ли ти е? Страв ми е за Македонија, не ќе се распори човек. Кариера направивте на стравови, на федерализација, последните неколку години тоа ви е лајт мотивот и темата што зборите, фаќа така страв. Размислувате на македонски или на албански? На македонски. Зошто на македонски? Па сум антички македонец по слободно време. Добро, а кога не сте во слободно Кога време? не сум слободно време, сум антички албанец. Албанец. Да. Али Ахмети вели дека Не ме мешај со Али Ахмети, Добро, со ништо кого не е, се. например, би сакале? Со Хашим Шаља. Добро. Добро. Не научивте албански бидејќи не сакавте или дека не можевте? Албански зборувам, не е дека не знам албански. Колку знаете? Албански зборови, меѓутоа, како во Зоран, споредба како со Зоран- македонскиот јазик, ја не сум образован на албански јазик, Добро. образован сум на македонски јазик. И кога треба нешто да се каже на вистина онака содржајно, кога мојата беседа треба да има некаква содржајност, ниво Суштина. и речитост и суштина, тога зборувам на македонски, затоа што сум поспремен. Јас сум образован на македонски. Ама нормално е тоа, ако сакате да бидете нешто сериозен, или не на македонски се изразувате. Зошто се? Па македонците се познати како сериозни, успешни луѓе, нели, Ти пијан да не си, бе. Кои македонци, бе? Да, Кој е македонци се сериозно? познати како сериозни. Ало, бе, дечко. Гледате се, сега ќе одите после дома, ќе прегледате што сте кажале, начинот на кој сте Ама тоа е кажале. природно, па и ти гледаш, ти ќе го снимаш, па го гледаш Па ќе се и што? извинувате, па ќе пишувате, после
првата емисија Зашто е срамота да се извиниш? Чекај, не, ај чекај. Бар. Зашто е срамота да се извиниш, Прво, многу често ви се случува да грешите. Колку често изброи ми? Колку често? После првото интервју, што го имавме во емисијата во Центар, Добро. тоа е на 11 ноември, пишувате 11 ноември 2015 година, значи уште малку 10 години ќе славиме. Добро. Од првото интервју, вие ми посветивте колумна во Фокус. Добро. Во старт Добро, женето утепав тоа. Во старт да расчистиме дека моето обраќање до новинарот Васко Ефтов во понатамошниот текст Ало дечко. Да. Со наслов Дечко зашто чачкаш мечко у и имате добро, имате 3 точки. Значи морате вие секогаш да се доискажите. Молам. Морате да кажете. Комплекс ми е. Да кажете, доаѓате тука. Комплекс ми е. Стегнат тука, стегнат сте. Стегнат, не знам што ќе треснеш, кај ќе брцнеш. Пази, Васко, чекај, едно е да разговараме стегнат тука. Друга цела време од петни жили се трудиш да брцнеш негде, да. Стани бе. Не го познам како еден друг Агип Јонус. Како? Ој, да речеме сега, вака Агип Јонус се кара со сите. На овој му е довде од се. Се контра со сите, се кара. Во контра све Бож, све е празно. Значи, вие кариера градите како дечко од асфалтот. Каква кариера, па не живееме од ова, не си пари од ова. Кариера не мора секој да се Некому су му бил интересантен, имидж, дојди да збориш. Да дефинираме, имидж правите, како Имидж. дечко, а вие последните 2-3 години сте некоја конфликтна личност, се кара со сите, навредува, се извинува. Шум. Зашто? Што ви се случи? Преко глава ми од хипокризија. Поготово во секојдневието во кое што 99,9% се е хипокритично, пуна ми е капа од хипокризија. Колумна цела напишавте. Да. После второто Не, добро, интервју... не си ми изведувам градинка што сум правил. Не, па добро, после второто... Ете сега, јас ко правам интервју, се подготвувам и за гостинот, и за Си темата. требал да видиш усредно имам една зврчка, таа си ја промашил. Сум ја промашил, ми била небитна за интервјуто. Па 2022 година имаме бона интервју, нели? Дефинира 108.000... Уста ми бутна, бомбона интервју, бомбона бизнес кој црни бизнес. Не, тоа е ја да имав пари здраво, не ти викав сега. Ово е второто интервју. И подоцна на Фейсбук се извинувате, велите, јас цел живот сум бил за граѓански концерт. Тачно и сега не сум бил, овој ме изнервира, ме испровоцира. Морав тамо да кажам работи. Добро, нож, што не му извади во емисија. Седи ми, кажи. Носите нож? Носите нож? Како кој? Пиштол нешто? Понекогаш вака слободно време. Да. Си пукате така. Да, бе, уколу ГПК М4 жали имам. Шах сигурно не носите. Шах не носите сигурно. Шах, виолини, такви работи не. Не, шах нешто нема. Али не ти у багажу кола, сакаш золја, сакаш калаш, сакаш ова, сакаш. Скратена цевка, дугачка цевка, како? Не си ме мерил, виш интересно. Да. Да. Аген. Дај ме нешто чечки, бе. Имате, да, ма ќе доаѓаме малце психолошки, малце политички. Значи, малку подјебавање, се идеме на позив. Вие се прикажувате како човек од народот. Да. И останувам, стојам за тоа. А цела кариера вие со политичари. И тоа до негде е точно. Цела кариера со бизнис, со политичари. До негде точно. И овој народ што ве гледа, сега или што ќе ве гледа во недела, Да, нека кој гледа. се прикажува како некој кој е загрозен од државата. А вие сте биле држава во еден поголем дел од овие 33-34 Не бе, години. пријатели, бе, зашто бе тако гледање? Погрешна слика е тоа. Може ли да Сум дефинираме? најнормален човек дојден од улица. Добро. Некому му се допаѓам затоа што бамбурам многу. Значи, сакате затоа кажете- што зборувам се она што го мислам. Значи, сакате да и во кажете- медиумите е интересно, затоа што на медиумите им е преко глава од интелектуализирање на топла вода. А јас со поедноставни зборови кажам тоа што навално го мисли. Сметате дека сте згрижени од сожалување од политичарите или дека сте имале некоја вредност? Ако постојано повторувате од улица, сум дојден од улица. Ја од политиката и тие немам. значи ве згрижеле во политиката за да ви помогнат, а не дека нешто сте имале Кој квалитет. тоа мене ми помогна? Сте били ли советник на Љупчо Ордановски? Да. Љупчо Ордановски тогаш е председател на Покојни собранието. човек и пол. Да. Значи сте биле. Да. И сте имале дел на една таква политичка кариера. Советник или е во поширока смисла на зборот? Така е. Сте били ли советник на Владо Бучковски? Сме биле. Кој бил премиер на државата? Сме биле. Дали со Владо Бучковски сте биле
дел на делегацијата која последен пат е влезена во овалната со од македонски политичар. Апсолутно, и јас сум влегол Има и во фотографии овалната со. на Facebook, тие што ќе видат млад кога сте со Ердоган, со Реджеп Тајип Ердоган, како Обаче, да, како сте и- сликани, како да, сте точно. како сте направени. Точно. Сте биле дел на раководството на Сме Евана. биле. Овој народ го псуе Евана дека им плаќа, дека им наплаќа поскапи сметки. Не, на татко ми е Е, добро сте биле, значи. Да, Сте сме биле. учествувале ли во трет, четврти мобилен оператор? Да, Сте биле ли со Веби Велија? да, кратко време. Кратко време. Сега Све сте сум бил, бе. со Жан Митрев? Тоа е посебна приказна и не сакам да ја мешате. Добро. Па има ли некој од олигархијава со кој не сте биле, а вие сте човек од улица, од Па народот? нема па тоа е она интересантно, Али како саѓа што ти успевате- мене цело време будала ме правиш овде. Како успевате таа приказна да ја фурате 30 и колку години, човек од асфалто, човек од народот, а вие, значи, нема олигарх, нема политичар со кој не сте биле шајка овие 33-34 години. Сум бил мангоп, што да правам се. Па тоа може ви прави конфликт. Па веројатно. Таа приказна која пласирате во јавноста не одговара на реалноста. Јеви га, Шта ćeš попекат се деца воле. Абе, човек, кратко и јасно, ти не можеш сегде тамо да бидеш, кај што го спомна и сето тоа да го помниш, ако немаш некакви такви вредности. Е добро, што на пример вие вредности имате да бидете советник на Владо Бучковски? Па онака, да му улепшам кабинет. Што му викавте на Савеле, премиере, колку сте паметен? То. Како кажавте ова? Така? Па пуш Или овде, или на пуш или на овде. Лупчо? Абе, така иде тоа, да. Има една секвенца, тоа ми ја раскажа човек кој присуствува. Одите во Тирана, Да, во Албанија. Со, Да. со хеликоптер летате. не се. Во хеликоптерот Владо Бучковски, Маријан Ѓуровски кој е советник за односи со јавноста, вие и еден еден заеднички пријател. И вие почнувате да ме фалите таму. Да. Васко Ефтов најдобро. Власно да ја и сега те фалам. И за малку ќе ве фарле од хеликоптерот. Да, па ја и сега те И фалам. тогаш свативте дека не треба да фалите никој, туку да го фалите газдата, односно тој за кој работите. Абе, вежи Тоа е коњак да ти пресвртна- тоа газда е каже, пресвртна- слушај, пресвртна пази, точка. искуствата кои ми се? Искуствата ми се многу прости. Вежи коњак да ти газда каже. Агим, вие сте дел на екипата која прави првиот, па не можеме да речеме амбасадор на Америка во Република Македонија. Да. Веде, како да го дефинираме, вршител на Дечко, должност. Виктор Комраз беше првиот официјален шеф на американската мисија во Македонија. Сакаш наречи го амбасадор, сакаш наречи го овој или оној, меѓутоа тој беше алфа и омегата. на Така, он американците ги за воспоставува првичните на тоа Да. ниво дипломатски односи. И јас му бев дечко за све. Значи бевте негова Човек за све. Бевте десна, јас така ве запознав, вие бевте негова Да, десна. точно. десна Кога рака. започна американската мисија во Македонија, тоа беше liaison office, канцеларија за врски, така се водеше почетно. Првата екипа беше составена од четворица, Митко, значи Бурчевски, кој ден денеска е тамо, Мимоза Наумова, јас, Агим Јонус и Никола Ракиджиев. Тоа беше првата четворка која работеше за американците и работеше се и сешто. Јас сум среќа, нема сум таа случајност и среќа. Јас сум човекот кој што ја ставил првата шајка на зид со знакот US Embassy во Македонија. Значи јас сум тој што ја ставил првата табла американска амбасада. И му бев човек за се, буквално човек за се на Виктор Комраз. Такво златно дете. Најзлатно у свет. Како завршивте вака, такво дете фино студриле. Како завршивме, што ми фали? Шајка студриле тамо на зид американска амбасада. Еден од четворицата е го Митко Бурчевски, Влади менува, носи, менува. Тој е Па главен. ние ја направивме америчка амбасада. Вие направивте. Ние ја подигнавме америчка амбасада. Ние ја донесовме до таму. И сега сте горди да речеме како се однесува американската амбасада во Македонија или не сте Немам задоволни? ништо со американската амбасада веќе. Прекинавте. Не само што прекинав, него и ја заборив. А тоа е прво, второ, не сум јас компетентен да судам и да зборувам за американска амбасада, ниту сакам, ниту имам право. Значи, едноставно не ме интересира америчка амбасада, ниту америчката политика што ја води амбасадата. Кој период агим сте во американска амбасада? Од самиот почеток. Значи, од првите денови. До дека не се отвори официјално амбасадата во градинката што беше Каршијавец Сетениското. Значи до средното училиште Орце Никола. Да.
Тука кој доаѓа прв? Кристофер Отиде Виктор Комрес, дојде Крис Хил, Кристофер Хил, кој што е сега амбасадор во Белград. му заврши мандатот. Јас бев едно време внатре, после се оцелив за Турска. После се оцелив, оставив све, испаднаа многу афери, љубоморни луѓе се љубоморни, луѓе немаат од злоба. Заминувате од Турција. Заминувам Турција една кус период, па се враќам, па идам, па бркам други своји работи, после почнува втората фаза, тоа е тој политички живот. Со Владо Бучковски. Како влегувате кај Владо Бучковски? Па прво почнав, значи, ја му бев советник на Љупчо Јордановски, покојни, председателот на Собранието. Најболи човек, еден од најболите луѓе што ги упознал во живот. Љупчо Јордановски стана подосна председател. Не, Љупчо Јордановски. Јас сум у кабинет ке Љупчо Јордановски. 2003 година. Бучко станува премиер, пошто Бранко станува председател, по автоматизам Бучко станува премиер. И Бучко едноставно ме вика, доđи ти си лепи дечко, има да бидеш кај мене, и крај и толку. Добро. Некој ве препорачува, па се врзувате со американска амбасада, па не знам, со Љупчо Јордановски. Значи, бараш да ти кажам работи кои се апсолутно не закажување. Значи, во тие релации, на тие нивоа, во тие комуникации, во тие коридори има се и се што. Во оваа емисија се кажуваат работи. Ама во оваа емисија на бабати гаките се, а што јас ти кажам, да ти кажам што точно кој што рекол и зашто и како. Не, што имам ја од тоа? Зато сте поканет, нели, да кажете. Поканет сум се да бидам гостини, да дадам до знаење што се случувало, некој што рекол и зошто се нештата такви какви што се. Кои карактеристики треба да ги исполните? Тамам работа. Ја ако велам за самиот себе си на почетоков дека гледам будала, ако се гледам огледалото, не ме буквално го сватиш. Можда сум будала, ама не сум глуп. Тоа е таа суштинска разлика, добро. Иначе вие во тие 7-8 години 3 клучни позиции советнички. Да. На американски вршителна должност американски амбасадор, да. На Љупчо Јордановски кој го заменува Никола Поповски на функцијата спикер или председател на македонскиот парламент од 2003 година и веќе 2004 кон се разбереме, јас на американскиот амбасадор официјално се водев како возач. Официјално се водев како возач. Но кај ќе го возиш кој е затворен цело време во канцеларија? Значи официјално како возач. Така бев заведен. Ве водат како возач, ве водат како фризер. Од каде, например, ве како фризер? Некој ко слаткар ме вода. Некој ко слаткар, тука како Љубе Бошковски, значи Леблебиџија. Све. Да. Да. И се е вистина. И тоа влегува во карактеристики што се неопходни да бидете у сиви. У сиви. Добро, сиви, јако сиви. Моле лепо, и леблебиџија да сивто, и тоа е професија. Зашо, например, одите во Турција, не одите во Албанија? Интересна работа. Албанија беше уште недоволно развиена за дубари. Во Турција дубари правите? Бајс. Од што се прават пари? Правите ли пари во Турција, например? Гледате колку? Направивте пари? Направивме. Колку вака, со колку нули? Да ти ги измерам? Не, тоа не се мери, се кажува. Например, биткоините многу мало. Со доста нули. И ги изгубивме после. Тоа е бизнис, сапот има два краја. Кој јаде масно, јаде и стап на крај. Кога во множина зборите за себе, зборите... Па ти ме прашаш, ме персираш и ја ти одговарам. Јас ве персирам. Финтата како сте, добро сме. Јас ве персирам, бидејќи мислам дека е коректно со гостин во емисија. Ви само ја сум прост, нели? Ти така ме направи на почетокот прост и таков. Така да е простачки да продолжим. Добро, вие постојано критикувате системот, олигархија и вистина. Ако тие ве поканат, ќе одбиете да бидете дел на системот или ќе прифатите? Кој ти вика дека ја веќе не сум дел од системот? Па вие велите дека сте човек од асфалтот, дека сте гласноговорник на народот. Системот е нешто друго. Системот го манипулира народот. Го краде народот така го перцепира. И сега вие сте со народот или со системот? Во моментот и на едната и на другата страна. Зашо да те лажам? Како Надја Команечи шпага од прилика. Убаво го погоди, баш така. Почет да не мора нешто живееме, не значи шпага. Затоа се извинувате.
Не се извинувам, па Кога ќе кажете сте човек. Нема везе какви со човек извинења. од народот, кога малце ќе ве притиснат, Кој тоа малку ќе те притисне? Тоа ме нервира. Системот. Никој не те притиска, бе, човек, ти можеш ладно да се повлечеш и да те снема без да се извинуваш било коме. Значи, меѓутоа, ако сакаш да си уигра, ти мора да јадеш бурек, нема поинаква дефиниција. Ти мора да јадеш бурек. Јадењето бурек е наука. Наука. Како на пример И тоа што ти го правиш е јадење бурек. Како на пример албанците во доживуваат? Мене? Да. Како кој? Како кој? Да речеме мнозинското расположение. Срамота е да се пожалам дека сум неприфатен на било кој ниво меѓу албанците. Се зависи од тоа како ќе се поставиш. Како албанец во македонска кожа? Има дел од нив кои што така ме доживуваат како албанец во македонска кожа, демек ти си со македонците и така натаму и така натаму. Со малце некоја фелерична грешка. Не сте баш најчист албанец. Фабричка грешка, да. Со некоја фабричка грешка. Имено, како малку ретардирано дете. А тоа е една од дел од причините е тоа што јас не знам албански на високо ниво. Јас зборувам елементарно албански. Зошто не научивте? Не сум имал можност таков живот, да сум растал со вас егејците умало. Вие егејците сте криви зашто ја не знам албански, пораснав со егејци у егејско мало. Да бевте шиптари, вие ја ќе научев шиптарски. Што да ви правам? И вие рефюджис, као сириците, и вие сте избеглици. Сега да кажете дека толку сме мокни и осме што сме ги егеизирале македонците, сме ги егеизирали албанците кои биле во наш. Ма све живо бе, вие егејците сте као гремлини, као термити. Тоа е добро, тоа е добро. Значи вие не сте научиле албански. Не најдобро. Не дека не сте сакале, туку дека не сте можеле. Ситуацијата била така, после мене мајка ми е босанка, јас дома не сум зборувал албански, мајка ми е босанка и јас со неја сум зборувал босански. Добро, ги. Али носам албанско име и тато страна, горцум што сум албанец. Сте тропнале и најмногу ве повредило што не ви отвориле? Немало до сега таква работа. Интересна работа, не би можел да кажам некој. Најмногу ве разочарала. Ве сте тропале на врата на македонци, се сакале близок да бидете со македонците, сте тропале на врата на албанци и не ви се отворила некоја врата. Интересна работа, значи, Васко, ако ме оставиш да зборам малку повеќе, од секој сум бил изнад ситуацијата. И ден денеска така се сметам како човек кој што гледа ортогонално, од птичја перспектива. Зашто е тоа така? Затоа што, видиш, за разлика од тебе, ајде вака ќе земеме, ја и ти. Јас ја носам и мојата и твојата култура во себе. Во однесувањето, во јазикот, во секојдневието, во социјалниот, тој елемент на битисување во секојдневието и така натаму. Ти носи само својата, а јас не носам и својата и твојата. И јас не можам во таква ситуација да бидам само на една страна, јас од озгора ги гледам и двете. И кога ќе видиш на еден човек кој што сум јас со еден граѓанско определено мислење, ставови и погледи, јас се разочарувам и од едните и од другите. Ние имаме држава во која што македонците сами за себе како носители на државноста се разочарување големо. Не прават ништо за својата земја, што сакаш ти од албанците чекаш? И цело време вака изнад, кога гледаш, кога посматраш, се викаш, кво вади сломине? Каде оди оваа држава? А немам алтернативна држава. Аген, гледате, вие се доживувате дека сте над ситуацијата. Да, колку и да е нескромно. Па да, дека не ви се чини дека тоа е всушност причината за сите турбуленции кои ви се случуваат, бидејќи можеби квалитетот немам да е турбуленции, што ми фали? Квалитетот, па видите, од една во друга, трета ролја, четврта никакви ролја, турбуленции. разочаран, па се Јас само не сум бил човек кој што се држи само за една корпа. Еве, например, кога рече дека не сте албанец по професија, така? Да, не сум албанец по професија и тоа не е добро објаснето. Кај албанците, јас не настапувам како албанец, настапувам како Агим Јонус, има суштинска разлика. Ако ме прашаш кој е Агим Јонус, тогаш ќе речем дека е албанец. Кај албанците се доживувате како... Кај македонците имате македонци по професија, пола 90% ВМРО се македонци по професија. Како етнички аутсайдер. Не сум етнички аутсайдер. Како етнички аутсайдер, значи не припаѓате... Јас сум реалниот македонец, бе пријателју. Јас сум реалниот екземплар кој ја представува Македонија. Кога некој од надвор ќе праша, штајте ми еден модел на македонец, современик на оваа земја. Сакате да бидете близок со ВМРО да помане.
И неколку години вие ги фалевте во емисии ВМРО ДПМН. Да, и па ќе ги фалам во опозиција. во актуелниот момент. И ВМРО ДПМН не ве прими. Не Ама ве прими зашто да ме прими? Па вие сакавте, нели? Ако сте имале кариера, цела кариера вие со американците и Добро. со СДСМ Владо Бучковски, Добро. Лјупчо Јордановски, во време на Владо Бучковски се станале дел на управен одбор на ЕВН Македонија. Не дел од управен одбор, втор човек, му бев десна рука на генералниот Добро, втор човек. директор на холдингот ЕВН. Да, добро човек. Да. И мислите дека ЕВН ги кради македонците и албанците? Не ги краде ЕВН го прави тоа што нормално би го правил секој. ЕВН Вие е како- дадено тогаш за ич пари. Значи, вие како- ЕВН е поклонето на австријанците. Од кого? Од државата. А кој беше државата? Државата бевте сите вие заедно со нас заедно. Не сме биле ние. Него кој Вие војна сте- ми била. Вие сте биле. Него кој Не, то ние сме- ние, Јас кој сум то бил, ние јас сум вие. бил новинар. значи, јас Државата сум била бе друже мој. 2005 Ако една влада Кога е- од Кога е продадено ЕВН на австријанците? Или пета или шеста тука не идеш. А кој е премиер? Владо Бучковски. А кој има советник? Значи јас сум крив. Не. Виж, требаше да помне толку време да како да советник, разберам а дека како јас советник на Владо Бучковски подосна каде заминувате? од таму од Та интересно, виж. Втор човек на ЕВН, како велите десна рака на Да, генералот. да, ама ме прашуваш ли како и зашто? Ајде ме прашај. ме прашуваш. Кажете како. Па едноставно, ко правиш дубари, кој прави дубари, јаде и маст малку. Виж, со превари, со дубара станав директор после тоа. Добро, барем сте прв што тоа го признава. Ма признам, све Тоа го- све дубара и превара, пријателju. Како го Све вика, е дубара и превара. бомбона Мислам, ме тера за ина да ти зборам. Ама не за ина те Кога запрашам. не ја прашуваш вистината, вистината е многу проста. Ајде. Во кабинетот на Владо Бучковски имавме официјален советник на дворешен кој се викаше Валтер Швимер. Тео Вајгел и Валтер Швимер беа двојцата советници од страна. Кога Валтер Швимер дојде, поранешниот генерален советник на генералниот секретар на Советот на Европа беше Валтер Швимер. И играм случај ја му станав као некоја десна рука асистент. И него. И на него. Го возавте или го шишавте? Да, бе, све му правил. Све е добро. Све, не буквално све. Добро. Да си признаете. И Пола ви се просто. Валтер Швимер ја му станав десна рука. И човекот така се зближивме ко пријатели, ко луѓе се запознавме убаво. И се доаѓаат избори. Сега ќе паднеме, нема да паднеме, и ја викам, ја не знам што ќе правам, ако паднеме, отидов, викам ја на улица. Каква улица, бе, ти идеш у ЕВН? Ама какви, бе? Пошто Валтер Швимер уствари ги донесе нив. Се плашите дека ќе завршите на улица. Па кој се не се цела плаши? кариера како дете од улица ја градите. Да, бе. Па значи вас улицата всушност вие само како нека метафора, вие не сакате да припаѓате на улица. Интересна работа, да. Да. И значи ве става двоевана. Да. И добро се сивино. Осем кога ќе ви пукнали некој бушони дома, друго нешто од струја се разбирате ли? Ништо, друже. И ве става, па затоа е така Иван, затоа е тамо дојден. Све што знам за струја е дека гори на 220 вати, ништо друго. Иначе 2006 година Да, вие и не ме прашуваш повторно, прашуваш тебе што ти одговара, не прашуваш суштина. Што правев ја уве? Што правите? Па ја агитирав и делував на полињата каде што е албанското население, за да видиме да средиме ситуацијата, да почне да се плаќа струја. Се води една политика на се скина од струја плаќање. се скина од струја Значи плаќање. вашиот ефект во Рачиново се гледа на пример. Значи сериозно работење, платформа, стратегија. Не, интересно, испитување, јас- правевте испитување на пазар во Рачиново, како да се плаќа. Све живо правевме. Све живо. Супер, се гледа. Молим лепо. Се гледа. Молим лепо. А например, вама у Струмица што не плаќа татко на еден премиер, Да. тоа го истражувавте како тоа да се изврши Не, наплата? тоа е во делот на она што и припаѓа на државата, па она му простува, затоа што ВМРО ми беше на времето четврти член на директорскиот Добро, конзилиум. значи вие не, таму. вие сте Не ми отвара специализирани, уста, вие мислам. сте само за ја албанци. Може да се правам луд, ама Да. И колку време сте значи тамо втор човек во? 3,5-4 години. Па добро. Доста време сте биле. Ова платичка седи јади пие. Што друго ти кажам? Ами тоа сте учеле. Абе, Тоа сте учеле. Тоа што сте учеле, тоа сте Не работеле. snađi se pa živi. Значи поранковен Да. ме начукале тамо, таман поранковен. Не, ево ни беше апсолутно нема врска со рамковниот. Тоа што јас станав еден од директорите во ЕВН, се должи исклучиво на тоа што во меѓувреме доека трае договорите, преговорите и така натаму. Јас бев човек кој што беше околу нив, им помагаше, асистираше нешто. А ги бил. Веројатно ги купив довербите и симпатиите и ги интеров не рече, ти десна рука ќе не видиш и А ги крај. плаќавте струја вие? Ние плаќавме. Не, вие. Како Ние, јас, да.
Да, плаќав. Затоа не ве сакат албанците. Па Ама затоа не ве издаица, сакат. мора да Затоа не ве плаќам. сакат. Ами со цел памет плаќате струја. Со цел памет плаќате струја. Значи вие не сте научиле суштината. Не. Да сте функционер треба да крадите. А не тамо 100 деле струја да плаќате. Будала. И добро што не знам како 4 години ве задржале тамо, тоа требало по кратка поставка. Бе, све е тоа. Аги, сте биле и дел на трет мобилен оператор тогаш или четврти? Не, дел него, еден од... Па бевте и на Граве, па ја се сеќам визит карти ми дав, ту ще ги имам дома и од мобилен Да, оператор бев и од директор на Граве. Граве осигурување. Тука не сум бил, Тука се врзувате Попле со сум бил. тука се врзувате со Трифон Костовски? Нема везе, Трики е пријател приватно. Везе не. Со Трифон Добро, зашо Костовски, пропаги? значи, она што сум го соработувал со Трифон Костовски, сум му бил во советодавниот тим, кога правеше некој граѓанско здружение. Иначе, приватно сум пријател со Трифон Костовски, сите комплименти како за пријател и како за човек, немам видено лошо од Трифон Костовски и тоа е се што имам да кажам за него. Може ли, сега на публиката кој ве гледа, вика, овој нема на кого не бил советник, Ој, а бил возач, фризер, леблеби леблебиджи. и така. Да. Рецептот може да го дајте, барем овие да се офридат. Не може да си роден за тоа. Треба да си роден. Треба да си роден за тоа. Треба да се... Како ги излажавте сите советник да ве земе? Ајде, еден да бил будала. Да, сите. Тор да биде Ово будала. е Од 20 души будали да Ама биде. ова е епидемија. Епидемија. Како епидемија. Советничка вика. епидемија. Да, И бе. добро, Агим, зашо пропаѓа тој мобилен оператор? Не, тоа беше виртуелен мобилен оператор, четврт. Ако се сеќавате, имаше Албафон, едно време го отворија. Паралелно иде Ало Телеком и Албафон. Јас бев еден од основачите на Ало Телеком и еден од инвеститорите. Значи бевме четворица, јас, поранешниот директор на Мобимак, своевремено кој беше Јорго Елиакопулос, беше Антони Бадамоси, нигериец од англиско потекло, и све беше окей. Тргна фантастично и сега ќе бевме ние газди на четврт мобилен оператор, Арно, ама си доби Албафон тогаш лиценца, ние пропаднавме, Вук поел магарца, изгубени пари, изгубено време и енергија, и кој што се сеќаваме и гледаме, и Албафон скасна после тоа, со тоа што ние не перевме пари, не имавме сериозни намери да бидеме Значи, четврт мобилен. како што добро ве разбирам, сте били у СДСМ, кај Бучковски, кај Ордановски и тие ги изгубили изборите. Да. Па сте били кај Трифон Костовски, него го изгуби капиталот и богатството. Па сте биле Не сум во бил во па сте биле тој дел. во мобилниот оператор и тој Граве фалименто банка. осигурување паднала продажбата. Граве падна, значи само Евана некако ве преживел и И тоа дека што ве се пуштало вика реч. на тоа се вика е бати советникот. Па не сакав да кажам, Па ја, ти не ти го сакав- не извлекувам, сакав ти да го кажам, кажеш, пошто, да. Нели ви реков дека ќе бидеме културни. И што сега ја треба да се убијам заради тоа? Дај ми идеја. Сте што да размислувале некош да се убиете? Не. Не, си го сакам животот. Не плашлив сте ве. Плашлив. Се правите силен, Да, силен, кој тоа ќе ви не. сржат, малце се извинувате таму. Тоа е, тоа се вика култура, бе, ало. Се извинувате. Тоа А се добро, вика култура, елементарно. Во Турција шо бизнис правите? Нешто образование, нешто... Малку дрога, малку хашиш, малку кокаин, малку. Да. Не шо бизнис имавте во Турција? Ма така да, ама ме прашаш шо бизнис, шо Добро, правиш? тоа не е срамота, не ве Што прашам. ти е гајле? Тоа е јавна работа, значи тоа е дури и успешно. Одите таму, правите бизнис. Во Турција имам работено два вида работа, на две полини имам работено. Она што последно го работев и подолго го работев, бев директор на Via Group Defense од Анкара. Via Group Defense од Анкара работеше со војна индустрија, оружје и се што е врзано за индустријата на војната индустрија. Што значи буквално се и се што се тиче пуцалки. Пак пуши. Китарска работа. Јас си викам некој компјутери може продам. Ма како? Не ме пушка, од Иначе, пушка не. иначе Од пушка еден не. период живеев во Мармарис, во Турција на море и работев со драги камења, дијаманти, злато и така натаму.
И се не личите на албанеце тука ќе нареде, и ко турчин тие ќе нареде сега тука. Нема бе, тој е за селјаци, Да, тој е, да, знаеш за кого, тој ќе сака да покаже кој нешто има, толкав па сте види, јас сум фрајер. Ако ќе лупни на маса вака да лупа, па да изгреби малце Не, со тоа. сакаме саати, да изгреби ти го малце, дам. да изгреба Филип малце. Патек, сакаш? Не. Поскоп ти од ова студио овде. Ако ние сме. Абе, ние сме бакшиш ти го скромни. дам? Не, Некаш? нема потреба. Да. Сте го земале тамо ко радникот. Од Шитовризер или Да, го фатија со скапиот сам. да. Тогашниот директор на јавна безбедност рече дека го имал земено Да. оригинал фалсификат. Агим, и како прекинувате со бизнес во Турција? Не прекинуваме, едноставно нештата како што оде. Дојде Ердоган со својот настап против Гюлен, пола поапси, пола уби, пола ова, пола она, застана све, чао да се видимо, шта е туе, Знаете судбина. не вицот со дедото и внукот? Не. Кога дошле германците. Е. И вика внуче, пола ги стрела, пола она Пола, работа. она работа, мене ме стрела. А вика мене прва. Ева си Ердоган што ми правиш? Мене ме стрела, меѓу првите. Меѓу првите ме стрелаш. Меѓу првите ме стрела. И ве вратија назад. Тоа е гејска, тоа е гејски И виц. ве вратија назад. Вика, утепаваме, едните вика ги утепаат, другите ги онаквеа. А мене вика, мене ме топаа прв вика. Значи видите. Ја мислам дека дел од капиталот што го имате во некој шах треба да инвестирате. Доста Имам, со имам, пушки. имам, Значи да. кармички имате Колку проблем. сакаш, краве да Кармички жвачам. имате проблем со Да. пушки. У еден шах, некој шах ќе организирате велко луѓе има шаховски Значи, вие ќе направите. ајде, да оставиме шаховски целата ова несериозност на не, полусериозност на имате- страна, имате оставиме, сериозна јас сум кариера. еден најобичен човек Имате кој сериозна живее кариера. од плата и толку. Што сега? Тоа што било, Имам. си имал па си немал, И ве па например ова, велите не сте имале можности да се школувате на мајчин јазик. Не сум имал можности, меѓутоа играта, на добро. случајната игра беше таква да јас на македонски. А например бевте ли дел на овие протести со шатори пред Уставен суд за закон за јазици например? Не. Да се изборите за права нели за Зашто јазик? би? Има млади да го прават тоа, не ми личи на стари години, сега едијам по тие шатори. Не. И зашто би на крај? Па добро, како гест, еве, например, еве, не сте можеле вие, да возможите некој друг тоа да го... Не, Или не не. се согласувате со тој тип на политика? Не, ја едноставно имам свое видување на тоа. Политичарите се таму каде што се за да го изборат тоа, да го изменаџираат, да го постигнат и да го пласираат. Она што мене многу ми смета е кога некој политичар ќе настапи од аспект на еве македонците ми се криви или Македонец ќе рече албанците ми се криви. Не, ти си неспособен политичар. Ако ајде ве ќе се фатам за албанците пред да ме наместиш, ти да зборам, сам ќе се наместам. Значи, она што мене најмногу ми смета е кога некој ќе каже македонците ни се криви. Не ти се македонците криви. Ти си писмен човек, ти имаш политичко поле на делување, ти имаш можности, ти имаш позиции, ти имаш се. Ако сето тоа не можеш да го изменаџираш и да ги постигнеш бараните нешта, да ги оствариш, тогаш проблемот не е во македонците, тоа е проблемот во тебе, ти си неспособен политичар. Значи, кога некој ќе каже македонецот ми е крив, не ти он крив, ти си будал. Па добре, еве се, например, Арбен Таравари, вие левте 2022 година Арбен Таравари, приказната околу него е нешто сомнително, за кое што немам дефиниција. Тоа што јас се сомневам, не би сакал да го зборам и да го пласирам, затоа што може сум во грешка и не сакам погрешни видувања да кажам. Значи, Арбен Таравари и албанците, генерално, комплетната албанска политичка сцена, сите партии што се таму имат само една единствена програма, цел и соништа. А тоа е покрај квалитетниот живот на албанците, покрај напредокот, покрај патот во Европа. А тоа е сепак едно унифицирање кое на крај унапред да се договориме, да се пазариме и да се обкладиме, ќе заврши со федерализација. Добро, го зборите тоа веќе неколку години. Да. Како е замислувате таа федерализација? Кој тоа ми е? Па неколку говорите за федерализација. Како мислиш албанскиот кампус? Значи, Колку тоа вие, као мене ми се обрагаш Вие- како на албанскиот народ? не, Не, обрати ми не, се не. како на Агим. Ви се обраќам како на Агим Да. Јунус и ви се обраќам со вие, бидејќи тоа мислам дека е... Мислам културно. Да, Ти дека си така културен треба да ни агент, се... добре. Има и такви како вие Да. ја гледате таа федерализација? Како би изгледала таа федерализација? И тука има неколку аспекти. Можем да кажам в свое видување
не свој план, не свои цели, не ме поистоветувај со албанската политичка сцена, те молам. Прво, не сте лидер на албанска политичка партија. Јас не сум не лидер. се обраќате на албанска, се обраќате на цела публика. Трето, не сте покане така, покане сте кој човек што Значи, размисля. како јас сметам дека тоа би требало да изгледа. Кога ве прашам, јас ве прашам што вие имате теза и сакам да ја разработиме таа теза. Прво, има еден феномен кој се вика шчиптарија. Феноменот шчиптарија подразбира да секаде, каде што има барем и еден албанец, тоа е албанска почва, тоа е албанско тло, тоа е албанско место. Она е пространите на просторот на денешна Албанија, Косово, дел од Црна Гора, дел од Македонија, дел од Северна Грција, Чамрија и така натаму и така натаму. Тие соништа за голема Албанија се некој пандан на оние соништа за голема Македонија која што е реална уствари. Тука ајде да поделиме, сега веќе сериозно зборуваме, ајде да ги погледаме двата пандана. Албанија голема и Македонија голема. Има уште 2-3 дела за да биде цела. Исти е филмот. Со тоа што македонците, она што го зборат албанците испаѓа како национализам, а она што има уште 2-3 дела за да биде цела, не испаѓа национализам, туку тоа испаѓа патриотизам. Каде е паралелата? Паралелата е таа. И сега, со текот на времето, јас се надевам дека убаво го објаснив ова. Ако имаме Македонија која што е сегашна, но ја имаме и цела Северна Грција како сопствена, да ја доживуваме, да кажеме да, тоа е Македонија, меѓутоа тоа е Македонија, а не Грција Македонија. Јас сум поборник на таа теза, јас ја сакам Македонија. Македонија е моја земја, јас сум во нејзе роден. И ја можам да бидам поголем Македонија со тебе, ама не ми дозволуваш цело време ми местиш као албанец да зборам. Ама тезата ви е дека Македонија ќе се федерализира. Вие Вие зборите за Грција, за Северна, за чекај. Како ќе се федерализира Македонија, тоа ме интересира. Тоа не е теза која што вели дека ќе биде. Тоа е теза на предвидување. Предвидувањето што е? Исто теза. Молеле, јас предвидувам дека Звезда ќе отепа Партизан. Како тоа ваше предвидување мислите дека ќе се оствари? Неизводливо е во дадениот момент. Целата звршка, знаеш кај, кога влеговме у НАТО, више падна у вода сите работи. Добро. Од кога влеговме у НАТО, падна у вода одцепување федерали. Има два парламенти, ќе биде дводомен парламентот. Ќе биде локалната власт централизирана. Ќе биде хоризонтално поврзување на неколку општини, да речеме заедница на општини како Северно. Како вие тоа го дефинирате, како вие го гледате? Заедницата на општини веќе функционира, бе Васко, дали треба официализација на тоа? Како функционира? Цела Западна Македонија ти беше екс-територија на некој свој начин. Како функционира Агим кога од Тетово и Гостивар што се од ДУИ или од не знам, Алијанса на албанците или од БЕСА или од Алтернатива, те не може се видат. Ма тоа се филмови, бе, друже, бе, толку ли си наивен? Не сум наивен, прашам. Тоа филмови се тоа, бе, друже. Вие викате дека тие лажат, ги манипулираат гласачите и граѓаните, првенствено од албанска националност, а дека тие филмови што си ги прават не одговарат на реалноста и дека тие функционираат. Дека Македонија во моментот функционира како заедница на општини поврзани во Западна Македонија, како екстериторијалност, значи тоа не е предвидување, како што се разбирам, тоа е реално сега. Значи не е предвидување, тоа е реално. Македонија е акционерско друштво во моментов. На кого? На етноцентристичките партии. Кои се тие? Кои се албанскиот блок и македонскиот блок. Добро. Тоа е акционерско друштво, друже. Ние не изградивме, јас станав доследен со оваа теза, некој ќе ми рече се понавljаш. Во тоа акционерско друштво. Да. Вие каде сте? Акционери, газди, ништо мање него ти. Не, во кој капитал сте вие? На албанците или на македонците? Во капиталот наречена територија, земја, општество, држава. Вие не го фалевте дуи пред избори, вие го фалевте ВМРО ДПМН. Направивте се да бидете дел на кампусот на Шинелот. Не, ова ми местиш, ми импутираш, не е вистина. Погледнете ги интервјуата, погледнете ги настапите. Јас ВМРО и сега го фалам. Значи, вие бевте прв албанец кој го фалеше ВМРО ДПМН. И сега го фалам, еве. И сега во актуелниот момент го фалам. ВМРО има само една фалинка, само една грешка.
Спектакл може да направи ВМРО. ВМРО само да се отвори. И зошто ВМРО не ве прифати? На толку фалени. Кој вика дека не ме прифати? Па не ве прифати. Ма Јанглер не ве прифати. Ма Јанглер се. Бевте тамо на некој подкаст, па не сте тамо, па не ве играат нешто повеќе. Ама зашто би ме играл? Зашто би ме играл? Знаете колку нив сега кои излагат таравари, би им требало еден државотворен албанец. Значи тие ви дале сега и капом и шаком што викаат црвите. Ама еве гледате, ни ВМРО на кој како во пустина вода им треба, не го играат Аги Мјонос, а толку се нудете. Нет, камарат, во заблуда си. Знаете ли зашто не ве прифаќа ВМРО? Ајде видиме. Ја пошто не знам ти. Сте размислувале ли? Не, глуп сум ја. Па нив не им треба градска фаца. Нив им треба Рахман Морина, државотворен албанец. А вие не знаете албански да зборите. Како се ВМРО ќе ве продава кој албанец кој ќе замени таравари, Али Ахмети, кој не знаете да гукните тамо. Вие дури ни песна албанска не знаете да испеете. Од Рита. Знаете ли да речеме? Камандолина се знам. Тоа знаете од Друже мој, ти имаш една заблуда во еден дел, во еден сегмент. Второ, во претходната емисија велевте дека ние македонците ништо не можеме без албанците. Све зависи од државата. Еден паркинг не може да таравари од влада излага, еден паркинг не може да продаде на албанец од Албанија. Еден паркинг не може. И вие тука некој филмче си правите федерализирано, направено. Тука некој контра за прошлата емисија што му реков, па останувам за тоа, пази што можете без албанци да направите, можете крстајци криви. Вие без албанците држава не може да имате, па вака се претудите на држава. Ама само што како кој го земе тоа? Еден паркинг не можеше да земи таравари. Па неспособен будал. Ќе ви дадат по една плавиша, по една Ауди или БМВ или Бенз, вие не викате Мерцедес, Бенз викате и толку е. Заборавате и на патриотизам, и на национал, и на дводомност, и на федерализација на све. Дружеве. На све. Деве да има што има да се стави тука. Јебе све друго. Да. И господин Јунус, како гледате? Знаете, имам чувство дека таа разочараност што ја носите очигледно во себе. Тотална разочараност од Македонија. Вие ја проектирате на државата. Зашто да ја проектирам? Да, Јас само кажам свој согледување. Тоа што внатрешно го носите вие. Разочараност, па не сум само јас искочи на улица, секој еден, не секој втор више, секој еден тоа го збори. Македонците сами се разочарани од својата држава. Македонците сами не ја сакаат, не ја почитуваат. Македонците сами ја презираат Македонија. И што чекаш од албанците да ти ја обожаваат? Викам на вештачката интелигенција како го дефинираш? Аги Мјонос вика човек без табор. Без? Без табор. Што е табор? Табор. Луѓе, група, без табор. Да, Джонатан Ливингстон. Да, дека сте човек без табор. Да, Джонатан Ливингстон. Дека не припаѓате никаде. Тоа е вистина. Дека ни едните не ве сакаат бидејќи сте со фабричка грешка. Имено. Ниту другите ве сакаат бидејќи сум исто со фабричка грешка. На таа вештачката интелигенција кажи, ја викам на пиво одма. Да. Алалде, што ме погоди баш така. Јас сум еден од последните што реално ја сакаат Македонија. Како не сваќате? Како вика, ВМРО никош не го прифати бидејќи не е лојален, не е контралабилен, не зборува албански, а ВМРО секој сакаше легитимен албанец, а не урбан скопјанец. Ова се зборовите на Васко Ефтов, вештачка интелигенција односи се. Не. Ова се на вештачка интелигенција. Абе не ли? Ова не сум јатко шкунда. Тие сакале Рахман Морина, значи легитимен албанец, а не урбан скопјанец. Зашто сум ја нелегитимен албанец, бе? Што ми фали? А мислите дека сте легитимен? Најлегитимен. А кај сте го провериле тој легитимен? Па кај се провериле, па Рахман Морина може српски што ја било. Сте биле во Рачиново, не плаќаат суре. Како сте го провериле тој? Па јас сум им рекол нема да плаќате. Се отишли у Турција, ве стрелале меѓу првите. Па сте избегале. Кај го имате проверено? Сте биле кај Лјупчо Ордановски и кај Владо Бучковски катастрофално. Едниот умре, другиот падна. Ги изгуби Стрејќа не заврши на Топол оброк. Три пати. Каде сте го провериле тој легитимитет? Отидовте кај Евана, македонските граѓани кои нели сакате да ве доживеат како нивни крик. Ги плячка, така го тоа перцепират македонските, дека ги плячка македонските граѓани. Кај сте стапнале, треба не никнува. Чудна работа, мамо. Чудна работа, да. Чудна работа. Ја чудим. Добро, Агим, ако толку е лоша од државата, каде одиме? Ајде, вака озбилно малку, каде одиме, одиме секако кон Европа. Но, како одиме кон Европа? Ние не се водиме самите себе си, нас не води геополитиката. Значи, ние еден ден ќе завршиме ко Романија, на клоци у Европа ќе не стават.
ко Бугарија, на клоци у Европа ги стави. Ако имаме среќа. Ако имаме среќа. А мислите имаме среќа? Иначе, сами по себе, сами како резултат на некакви придвижувања, напредоци, еволуции, ние, Европа, ќе бидеме дојде јуче. Никад, а можда ни тад. Видите, спомнавте, ќе бидеме како Романија. Не? Имаме море. Немаме море. Не. Имаме 20-23 милиони жители како цела поранешна Југославија? Немаме. Немаме. Имаме нафтини наоѓалишта кај Брашов или на Јок, некој друга? немаме. Имаме река Дунав која е пловна и која романците може до средна Европа да ги носи? Апсолутно не. Граничиме на две места со Украина, со Не. Молдова не граничиме. Територијално тамо Црно море со Русија не. Значи, И нели ја продаваме приказната дека сме многу битни, стратешки, сите коридори поминат тука, значи, ништо не дојде поминува. на моето, Ништо токму не сето истото што го збориш ти сакав и јас да го кажам. Значи, максимално се согласувам со тебе. Ние сме со народски јазик речено земја на раскрсница. На раскрсница не чини ни буреџилница да отвориш, а камоли држава. На раскрсница ни кенеф не се прави, камоли држава. Късметот ни бил таков. Ние единствено во некаков пакет или по некаква случајно геополитичка од поширок карактер, ќе бидеме негде споени. Ние само можеме да бидеме споени. Ние не можеме да бидеме наградени за некакви дела. Кои наградени дела? Ние пропаѓаме, ние тонеме. Ние тонеме и ние имаме држава која што тешко, воопшто тешко во блиска иднина може да се стабилизира, а камоли да напредува. Добро, како е, например, да бидете гостин во овалната соба? Бил Владо Бучковски, вие сте биле дел на кабинетот. И ги губи изборите, Владо Бучковски, ги губи од Никола Груевски. Но бил последен македонски политичар кој бил гостин на американски председател во овална соба. Како оди таа процедура, како оди таа подготовка, например, никош македонската јавност не ги има тие информации. Гледа како се фотографираат, како тоа се пласира во јавноста, но подготовката, контакти, детали, финеси, како се влегува бела куќа? Како иде тоа? Тоа ти е исто како се среќаваат двојца државници и подпишуваат договор за сериозна соработка, за помош од 100 милиона евра, да кажеме. Се среќаваме, подпишуваш ти, подпишувам ја, и тоа оди веќе во процедура. Пред да го подпишеме јас и ти тоа, пред да се напиеме протоколарно кафе, да се сликаме, милиони и еден човек позади тоа. Прво се среќал, па договарал, па пренесувал информации, па се е планирало, па се договарало. Ја и ти сме само марионети во тој даден момент. Во едно гостување во овалната соба во Вашингтон, никој ништо не договара, никој ништо не проговара, никој ништо преговара, никој ништо не сериозно не постигнува. Знаеш кој постигнува? Постигнува само оние што Зеленски и Трамп еден до друг. Директен пренос имаш нелико се испокара сега кога му рече пази како се знаеш. Иначе во вакви делегации во овална соба ќе завршите или ко Зеленски или ко Моника Левински. Или ко Моника Левински. Вие како завршивте? Ние завршивме ко Паја Патак, нема везе, ние бевме достоинствено угостени, достоинствено испратени и се беше оки. Па так, ви сте сериозни луѓе. Мора и третмано да ви биде така. Мора и третмано да ви... Да. Значи, вие колку време подготвувате таа посета на Бучковски? Не знам, тоа протокол, знам. А вие само во авион не стави... Ја само видов Вашингтон ме виде мене и толку. Вие како овие од 2017-27 април, јас само вода носев тамо. Молим, Јас само вода. Ја не знам, ја чудим, да. Јас само вода носев. Аги, како е, например, со целото тоа искуство, кратко е, сад време веќе разговараме, тука ќе превршуваме, јесте многу зафатен, имате обврски, бизнис обврски, не сте како овие другите по 2 сати тука доаѓаат без обврски. Како ја гледате Македонија? Каде се движи Македонија? Значи, дефинитивно, каде ја гледам Македонија? Македонија ќе опстане. Вака или така, ќе опстане. Преживуваме многу тешки моменти. Преживуваме моменти во кои што сите сме на испит, ама буквално сите. Сега, имаме преголема штета направено во минатото, за овие 35 години, која што треба да ја пополниме како една дупка која е сред патот и треба да ја пополни за да преидеш преку нејзе. Тоа многу тешко ќе оди. Меѓутоа,
еден ден ќе влеземе сите во Европа, но како пакет, дали заедно со Косово и Босна и Србија, дали вака, дали така, една работа е сигурна. Еден ден ќе влеземе на клоци во Европа. А до тогаш кукала на мајка. Толку. Што мислите да речеме кукала на мајка? Па вака ќе животари. Има една теза која вели дека најмногу добиваат државите кога сте во сериозни конфликти, војни, одредени процеси. Да, ама никој не зборува за тоа колкав данок на сето тоа. Сега ние сме на тезата, и Украина ги зема сите природни минерали. Или зошто не искористивме војната 99-та година па на мала врата да влеземе во НАТО алијанса. Ние имаме 20 пати можности да влеземе па зошто војната 2001 година од главата си патиме затоа што сме неспособен народ. Неспособен народ да има држава. Ние сме неспособни за држава. Ако сме неспособни, мислете на македонци, на албанци, на сите. На се заедно што е унутра. Неспособен народ. Ние сакаме да имаме 3 држави, вие сакате да имате 5 држави. Молим лепо. Па ние, значи, таа неспособност, според вас, таа неспособност треба да извезуваме. Па, и ако мајка, како велите, расплакавме нова држава, треба и овие други сите да ги расплачеме. Па затоа не ни дозволат голема Македонија и голема Албанија да направиме, мислам, тука. Што ми е драго што не се испокаравме оваа емисија. Па добро, имавте вие намери, колку што ве гледам, меѓутоа да ве држав под контрола. Да оставиме простор за едногодина дена падат идеја. Да, последно прашање. Наградно ли? Последно, еве, така почнавме. Кога се трнам, кога се погледнете огледало, што гледате? Будала. Ми беше Затоа што се уште верувам во идеали и верувам во Македонија. Да, ми беше драго што разговаравме со еден будала. Ми беше драго што разговарав со еден рефюджи, со еден пакистанец, како беше. Па гледате, тие што се избеглици или тие што се во наводници малцински групи, едниот стана премиер на Велика Британија, вториот стана премиер на Шкотска. Трамп потекнува, некои велат германско, некои велат англиско или не знам, ирско потекло, Кенеди и така натаму и така натаму, што ги рече дека тие се и пожилави, тие и повеќе знаат да го ценат тоа што, да се борат за тоа што сака да го добијат, така што можеби ова држава, кад порастем, можеби ова држава не е проблемот што имала албанец на функција, туку што немало повеќе егејци, би била сигурно подобро. Кад порастем, успешна држава. Кад порастем бичу Васко Ефтов. Фала многу. Молим. Ова беше интервјуто со Аги Мјонус. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, се надам дека ви се допадне интервјуто. Всушност до крајот на ова YouTube календарска сезона 2024-2025 година, тоа може да биде до 15 јули, може би да одиме таму некаде до 30 јули, до пред илинденските празници. Ние ќе имаме 10 интервјуа, каде што ќе третираме сериозни или клучни процеси работи за еднината на Република Македонија. Многу е кревка нашата сегашност, уште покревка е нашата иднина, бидејќи сега се наоѓаме во една пресвртна, критична точка, кога знаеме можеби што не сакаме, не знаеме што сакаме. Во вторникот, ако ја гледавте, или ако сте во можност погледнете таа воднередна политичка анализа, тоа е една од најдобрите воднередни политички анализи кои се ми направи изминатите 2-2,5 години, кај што говориме дека во моментот Македонија нема правец, нема фокус, нема точка од која може да трни понатаму, нема силна опозиција, нема стабилен албански фактор, нема власт која знае што сака, или како тоа го дефинирам СДС, во моментот нема ни сила, нема ни идеологија, ВМРО-ДПМН во моментот има сила, бројка или рейтинг, нема идеологија и таква е Република Македонија. Знаете, доаѓаме во една ситуација кога Крис Павловски ќе дојде тука во Република Македонија, и тој е поголем патриот и од Аги Мјонус и од мене, од вие кои гледате овие емисии во Центар и живеете во Република Македонија. Клучно е да бидете патриоти да живеете во Република Македонија, да се борите за Република Македонија, да правите подобро место живење. Тоа делува тешко осварливо во еден вако временски контекст, кога гледате што се случи Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Молдова, Украина, тие се на 1000-1200 километри оддалечени од Република Македонија. Сите имат некоја агенда, сите се борат за реализација на таа агенда. Тука доаѓа Крис Павловски и ни вели дека треба да правиме 3 работи. Под број 1 биткоинот да го направиме како некоја дополнителна парична единица во Република Македонија, да личиме на Сан Салвадор, тоа е држава со одредени авторитарни форми на владење. Тој се залага за антиквизацијата, од која ВМРО-ДПМН се откажа од антиквизацијата, сега доаѓа Крис Павловски вели дека таму во околината на Битола треба да се истражува, бидејќи таму потекнува мајката на Александар
македонски и под број 3 дека Република Македонија не треба да мисли на Европа и на светот, дека треба да се грижи да мисли самата на себе. Можеме ли да мислиме сами на себе и да се грижиме сами на себе, дека треба да бидеме неутрални како Швајцарија? После 100 години или 110 години повторно го имаме Ванчо Михајлов Швајцарија на Балканите. Видите која Македонија така ги ролува сегашноста, минатото и еднината, и ние постојано се враќаме на некои теми кои сме сметали дека сме ги затвориле во минатото, тие ни стануваат сегашност и ние проектирате еднината, тогаш е многу тешко да се проектира каде ќе се движи, каде ќе заврши Република Македонија. Значи, ако сте мембари, нова вонредна анализа вторник 22 часот и 30 минути, ако сте редовни гледачи на емисијата во Центар, недела 22 часот интервју, до вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде и да си.